19 јуни 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. 101-та година од првиот организиран масовен народен вооружен отпор против српската власт што ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето на турските сили по Првата Балканска војна, денеска се одбележа во Кавадарци. Се чествуваше пред споменикот подигнат во чест на жртвите од ова востание во паркот Полана во Кавадарци. Тиквешани денеска чествуваа во спомен на жртвите од Тиквешкото востание, кој на 19 јуни 1913 година се случило на овој простор поради неподносливите тортури од српската власт, која тогаш ја окупирала Вардарска Македонија. На споменикот во паркот Полана во Кавадарци се одбележа 101-та година од овој настан. Свежо цвеќе положија делегации од локалната самоуправа, Сдруженијето на борците, представници од политичките партии и граѓани. Историските факти за ова востание пред присутните на денешното одбележување ги презентираше директорот на Музеј галерија Кавадарци, историчарот Петре Камчевски. Било одлучено востанието да се крени на 19 јуни 1913 година. На овој ден, со биење на камбаните и пукање во жандармите и општинските писари, започнало Тиквешкото востание. После првата престрелка, властите го напуштиле градот и градот веќе бил ослободен. На општинската зграда било извадено српското знаме и било поместено знамето од 1903 година на кое пишувало "Слобода или смрт, Тиквешки револуционерен округ". Наредниот ден било ослободено Ваташа, а на 22 јуни четите на војводата Христо Чернопејев заедно со местната чета од Неготино го ослободиле и Неготино. 7 дена овој крај бил слободен од српската власт. И тука била во тој период имало практично народна власт. Меѓутоа, по само 7 дена, голема српска војска, напредувајќи од Велес и Градско, започнала да напредува кон Кавадарци и Неготино. Во најголемиот дел борбите се воделе во близина на селата Сирково, Манастирец, Рибарци, Трстенек и напредувајте кон Неготино. На два пати српската војска навлегувала кон Кавадарци и на два пати било одбивана. Откога штабот на востанието увидел дека повеќе не може да ги издржи притискот, одлучили да се повлечат кон селата во подножјето на планината Кожук, кон Опиште, Бохула, Чемерско и така натаму. По задушувањето на востанието, реакцијата на српските војски била жестока. Било убиени 545 луѓе со име и со презиме според наводите на Карнегиевата комисија, иако вистинската бројка е значително поголема. Се смета дека е скоро 1000 луѓе. Најмногу жртви има дадено Неготино 117, селото Бохула 46, Ваташа 37, Сирково 26, Кавадарци 26, во Кавадарци убиен и кметот Тасе Бошков, а убиена една жена Марча Милкова, која што една дената на коли 3 дена е оставена жива да умира. Во Дреново биле убиени 12, во Мрзано Равец 13, во Шивец 11 и така натаму. Биле запалени повеќе од 1000 куќи, најмногу во Кавадарци и во Неготино. Во Кавадарци изгорено целото Гроздановско мало, а во Неготино Неготинската чаршија. Биле затворени 1500 луѓе, 100 луѓе биле жестоко тепани, 20 на жени биле силувани, а повеќе од 3000 луѓе ги напуштиле своите домови за никогаш повеќе да не се вратат назад, во најголемиот дел емигрирале во Бугарија. Денеска Тиквешкото востание, по многу би рекол и борба, меѓутоа аргументирано и со документи докажавме дека Тиквешкото востание е составен дел на македонската историја и македонската историографија. Денеска за него има позитивни одредници во македонскиот историски речник, во новата енциклопедија на македонскиот народ, во 5-томната историја на Македонија, понатаму во зборникот Револуционерните борби во Тиквешијата, како и двата зборника за Тиквешкото востание во 1913 година. Дека им е вечна славата на сите загинати борци и жртви на теророт за време на Тиквешкото востание. Историјата е патоказ и школо како да чекориме понатаму и кои пораки да ги извлечиме, подвлече во своето обраќање градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Овој настан пред 101 година до ден денес предизвикува емоции кај сите кои што се од Кавадарци и секогаш, па и сега се навраќаме на историските факти. А едно е факт независно од тоа што некој сака да го изопачи и да го прикаже во друго светло.
тоа е дека со име и презиме над 500 луѓе од Тиквешијата го дадоа својот живот. И токму во чест на овие луѓе чествуваме и ја славиме нивната жртва, затоа што држава без крв и без жртва не бива. Претходно го опеа, мислам, пред неколку децении тоа го опеа и нашиот познат Григор Прличев, чии што стихови пред малку ги слушнавте. Меѓутоа, историјата не е само да нижи факти и не е само да бележи колку жртви дале македонците, за да дојдат до тоа што го има денес прескапата слобода. Историјата многу пати, па и сега, е патоказ и школа за тоа како треба да чекориме понатаму и кои поуки треба да ги извлечеме од историските неправди и историските вистини. Би сакал од моје лично име да порачам дека денес, исто како и пред 100 години, кога нашите луѓе се надевале на помош од било кој друг, па најнапред од соседите, дека и денес очекуваме помош од соседите, меѓутоа гледате како ни се дава таа помош. Сакам да го кажам мојот личен став дека Република Македонија од никогаш немала сојузници, секогаш требало да се подпре на самите своји сили, така че биде и денес, така че е и утре. Секоја помош дојдена од било каде, значи плаќање на скапа цена. Оваа поука, која што неодамна ја извлековме од чествувањето 71 година од стрелањето на 12 ваташки младинци, и оваа поука со која што чествуваме 101 година од Тиквешкото востание, може да не бидат патоказ за иднината, дека нивата која што е пред нас треба сами да си ја изораме, дека сами треба да ја посееме, ако дојде помош од било каде е добродојдена. Мора да се подпреме на собствените сили, затоа што нација не се гради со помош од страна. Од денешен аспект, од аспект на современици, од аспект на локална самоуправа, можам само да препорачам и да посакам дека секоја добра мисла, секоја помош е добродојдена тогаш кога е искрена. Минатото ни покажа дека нема искрена помош и затоа ги молам сите да не разберат за нашата скептичност. Нека им е вечна славата, споменот и за 12 младинци и за жртвите од Тиквешкото востание, че остане секогаш како еден висок или голем камен во темелникот на Република Македонија и че биде наше школо за напред. Нека им е вечна славата. Квалитетот е клучен во пласманот на земјоделските производи за да се добие добра откупна цена, вели Блаже Илов, млад и искусен земјоделец од селото Паликура. Во дворот на семејството на Блаже Илов во село Паликура интензивно се работи на селектирање на доматите по утринската берба, кои треба да патуваат на пазарот во Битола. Со години наназад за пластма на неговите домати нема никаков проблем, откупната цена за прва класа се движи од 25 до 30 денари, додека за втора класа се движи од 12 до 15 денари за килограм. Блаже Илов е млад, но искусен земјоделец за кој може да се каже дека ги применува сите современи агротехнички мерки за квалитетно производство. За него квалитетот на земјоделските производи е клучен и ги отвора вратите за пласман на производството за кое може да се бара повисока откупна цена. Треба да одиме и ние со време да се движиме, не е како порано земјоделецот кој што бил, сега да не речем буквално тука па тука. Значи порано викале луѓето дека патлиџа не расте ако не се ставе колче. Да ја расте они со конец и без конец и без колче, значи има нови технологии, нови сорти на патлиџани, има нови сорти. Кои сорти ги имате вие? Јас сега имам моментално Мелодија и пробна сорта имам Аксај и уште една сорта Диаграма се вика. Значи тие секоја година правам некои опити за да се оде понапред. Која е подобра сорта, држи транспорт, да биде вкусна за јадење, поубава боја, поголем сијај. Сите тие работи што ги бара купецот. Да, и како е досега искуството од овие пробни сорти? Па има сорти што се добри, има сорти што не се добри. Значи друго е кога ги гледаш на каталог личат многу добро, рекламата е значи пред се, ама на дело не е тоа како што е.
Да. Значи, важно садиме исклучиво хибридни сорти, нема семе како отпорано да собираме, ни семе па да се саде. Значи, тука нема квалитет од тоа. Да. И она што е најважно за секој земјоделец, значи пласманот на производството. На нашиот земјоделец не му е тешко да произведе, меѓутоа многу е потешко да се пласира тоа. Каква е откупната цена и дали сте задоволни во овој дел? Вака, значи јас со откупот првен не сум од тие што никогаш не се задоволни. Јас првен потенцирам, значи секој производител треба да направи квалитетно производство и после да може да комуницира и да прави цена за тоа производство. Ако не направиме ни квалитет, не може ни да бараме ни цена. Значи секој еден нормален човек сака да купе нешто што вреде. Нешто што не вреде никогаш нема да има цена. Јас со пласман немам проблем. Квалитетот ми е добар, колку се трудам да го правам добар. Како што налага пазарот, значи не може да правиме нешто што не се сака. Значи, тоа е со договор со купците. Имам купци редовни што веќе зимат од кај мене веќе подолго време, околу 7-8 години. Продавам само на еден човек. Никогаш не сум имал проблем за пласман, ако имам добар квалитет. Ако немам добар квалитет, тогаш веќе самата роба си ја прави цената пониска. И тоа е тоа. И сите земјоделци треба да се научат дека треба да се прави квалитет и да се продава квалитет. Да. И да се класира робата на прва, втора, трета класа, ако сакаме да имаме Значи тоа е напред, клучно во продажбата. Да, клучно во продажбата е да се има квалитет. Значи гледаме по Европа како е. Првен амбалажата да не биде добра. Квалитетно производ да биде добар. Да не се прави камуфлажа, например, се става убав производ одоздола, не убав производ, тука не е добро. Значи не може да се постигне напредок никаков. Со години наназад, покрај тоа што со присуство на агросаеми сам се надоградува и постојано учи за земјоделското производство, Блаж Илов се советува и со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Во самото село еве ги гледаме и пластениците. Во ова село нашите земјоделци, односно пластеничкото производство со ранни градинарските култури е, можам да го кажам, во добра форма, покрај не убавите климатски услови што беа пропратени со врнежите од дош, сепак нашите земјоделци вешто и будно го следат нивното производство, односно правилната заштита и будноста за нивните справување со климатските услови. Да. Можеме ли да очекуваме добар род, квалитетен род оваа година? Во овие населени места, бидејќи на повеќе населени места ги гледам овие производители со рано градинарски култури, посебно домати и пипер, еве и самите кадри ќе кажат дека добар е квалитетов, висок и богат род. Односно, економската исплатливост на самите производители ќе биде исплатена. Законот за волонтерство и Националната стратегија за промовирање и развој на волонтерството во Македонија денеска беа презентирани во Кавадарци. Пред организаторите на волонтерската работа се дискутираше за содржините во законот, досегашната примена и пропустите. Организаторите на волонтерската работа во Кавадарци денеска има можност да ја следат презентацијата на Законот за волонтерство и Националната стратегија за промовирање и развој на волонтерството во Република Македонија. Настанот е дел од проектот Граѓаните во акција, локални волонтерски стратегии, чиј партнер соработник е Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци, кој исто, според председателот Петре Мркев, би требало да допринесе во развојот на волонтерството. Мркев во изјава за медиумите говори и за нивото на волонтерството во Кавадарци. СППМД од Кавадарци има задоволство денеска да ја организира првата активност од еден заеднички проект со МКЦ од Битола и Институт за развој на заедниците од Тетово, кој што е презентација на Законот за волонтерство во Македонија и Националната стратегија на владата на Република Македонија за развој на волонтерството, кој што ќе биде презентирана од председателката на Националниот совет за развој на волонтерството, госпожа Александра Лическа. Ова е, како што кажав, прва активност од проектот кој што треба да помогне да се развијат локални стратегии за развој на волонтерството во општините Кавадарци, Битола и Тетово.
и нам ни е драго што денеска ќе имаме можност да го презентираме тоа пред сите не само волонтери во Кавадарци, него пред сите институции и организации кои што можат да помогнат во развојот, кои што можат да едноставно обезбедат места каде што волонтерите може активно да се вклучат. Во рамки на проектот кој што ќе трае до крајот на годината, планирано е да се формираат работни групи во секој од општините кои што ќе работат на развој на локалната стратегија. Потоа ќе се користат искуствата од регионот, од нашиот балканскиот регион, преку една меѓународна конференција. И проектот ќе заврши со национална конференција на која што ќе бидат презентирани сите локални стратегии изработени во трите општини. Се надеваме дека до крајот на годината секој од општините и ќе усвои значи советот на општините ќе ги усвојат овие стратегии, кои што ќе допринесат до подобро разбирање на волонтерството како нешто кое што се повеќе треба да се случува во нашето општество, од граѓаните, од институциите кои што обезбедуваат места каде да работат и од сите оние кои што имаат слободно време, имаат можности да се вклучат во било какви волонтерски активности организирани од граѓанските организации, од локалните институции, од институциите на централната власт, значи на било кое ниво во овие три општини. Волонтерското во Кавадарци, значи немаме соодветни податоци на кои што може да го базираме тоа. Кавадарци е еден град во кој што има еден солиден број на меѓународни волонтери кои што редовно живеат и работат тука кај нас во изминатите веќе 12 години. Нивото на волонтерството се уште е сведено на волонтерство на младите луѓе, дали средношколците, дали студентите, дали што туку завршените. Многу малку имаме волонтерство од страна на вработените луѓе кои што имаат исто така слободно време и уште повеќе можности од невработените, и за жал се уште волонтерството како поим се сваќа како некакво учество на невработените луѓе. Мислам дека тоа е првиот момент во кој што треба да почнеме и да разбиеме таа на некој начин фама дека може да волонтираат само невработените и треба да волонтираат само невработените луѓе. Значи во волонтерството треба да се вклучат сите оние кои што имаат способности, време, знаење и желба да помогнат на некого во заедницата. Денешната презентација во салата на Општинското собрание беше дел на Александра Личковска, председател на Националниот совет за развој на волонтерството при Министерството за труд и социјална политика на Македонија. Личовска говори за целта, но и за тоа дали на ваквите презентации отворена е можноста да се детектираат пропустите во законот. Денешниот ден ќе опфати, значи, презентација на Законот за волонтерство и Националната стратегија за развој на волонтерството. Што значи, од 2007 година Законот за волонтерство се применува и е воспоставена правна рамка по однос на волонтерството. Со денешната презентација, денес во Кавадарци, кавадарчани ќе ги информираме за примената на Законот за волонтерство и стратегијата, односно акцискиот план, на кој што врз база на тој акциски план се реализираат активностите по однос на дадените задачи кои што ги содржи акцискиот план за развој на волонтерството. Во секој случај дека ние со сите наши настани како представници од Министерството за труд и социјална политика ги детектираме токму и тоа е нашето учество во сите овие настани, да се детектираат, значи, недостатоците кои што произлегуваат од секојдневниот живот, да кажам, проблемите кои што се јавуваат на лицата кои што волонтираат, и на тој начин сето тоа ние, јас како представник на Националниот совет за развој на волонтерство го пренесувам и врз база на нашите заклучоци, значи, се постапува. Освен во Кавадарци, пилот општини во кои исто се спроведува овој проект се и Тетово и Битола. На денешната презентација во Кавадарци зборуваше и градоначалникот Александар Панов. Во завршна фаза е процесот на тампонирање на патот Курија-Паликура и подготовка за асфалтирање на истиот. Овој проект на општина Неготино во соработка со општината Росоман, а инвеститор на истиот е Агенцијата за државни патишта.
Механизацијата на градежното предпријатие Гранит на терен ја реализира завршната фаза од тампонирањето на патот Курија-Паликура, како и подготовка пред предстојното асфалтирање. Според зборовите на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, овој проект се спроведува заеднички со општина Росоман, а најголем бенефит ќе имаат жителите на село Курија и Паликура, како и сопствениците на земјоделско земјиште во овој реон, најмногу при транспортот на родот. Ова е заеднички проект на општините Неготино и Росоман, значи асфалтирање на патниот правец од село Курија до село Паликура во должина од 3 километри. Овој проект е во вредност од 21 милион денари без ДДВ или 25 милиони денари со ДДВ. Инвеститор на овој проект е Агенцијата за државни патишта, додека изведувачи градежното предпријатие Гранит. Бенефитот од овој проект ќе го видат жителите и на општина Неготино и на општина Росоман, односно местното население кое гравитира поточно тука, во Курија и Паликура, и нормално тука ќе се транзитираат како земјоделски производи кои се произведуваат во Росоман, па и во општина Неготино, значи трпезно грозје, праски, кајси и останати производи. И сметам дека тампонирањето е во завршна фаза, значи во наредната недела се очекува некаде вторник среда да се почне и со асфалтирање и нормално до крајот на наредната недела да се заврши со асфалтирањето на овој патен правец и со тоа ќе завршиме со реализацијата на овој проект. Инаку градоначалникот Апостолов информираше дека по барање на жителите на село Курија ќе им излезе во пресред и дека додека е тука механизацијата и работниците на Гранит ќе извршат уредување и тампонирање на една улица во должина од 150 метри, а ќе се санира и тампонира и оштетениот пристап до селските гробишта. Јас минатите неколку дена разговарав со градежното предпријатие Гранит, односно со менаџментот на Гранит, и се договоривме да една улица во должина од околу 150 метри ја тампонираме за граѓаните да имаат еден полесен пристап, а со тоа да им овозможиме и понатаму сите улички една по една да ги тампонираме, односно да ги асфалтираме и ќе продолжиме и понатаму во цела општина Неготино, каде што имаме вакви зафати да ги искористиме машините на градежното предпријатие Гранит и останатите кои изведуваат работи на овие патни правци. Жителите на село Курија задоволни од овој проект му се заблагодаруваат на градоначалникот Апостолов, бидејќи сега ќе можат полесно да ги пренесуваат своите земјоделски производи. Обеќаше они пред изборите, на многу избори го правевме тие муабет, али те не се постигна тоа нешто, али оваа година се постигна добар успех и добро се направи. Нема да биде грешка, воаш се направи за селото, е многу убаво. Оти јас вие пат го користам, може би да речем, од денот може 5 пати, па може и 10 пати. Било со гројц, било со праска, било со пепер, со шо дае. Не многу мака имавме од овој пат. Али фала му на градоначалникот наш, што и воа го направи. Од црната хроника. Вчера напладне во Кавадарци се случи самоубиство. Мартин Д, роден 1979 година од Кавадарци, вчера напладне посегнал по својот живот. Фрлајќи се од поткровието на сопствениот дом, тој се здобил со тешки повреди, од кои починал. Портпаролот на СВР Велес, Анита Стојковска, потврди дека е евидентиран таков случај во полицискиот билтен, а полициска екипа извршила увид. Веднаш пристигнала екипата и наитната медицинска помош, но лекарите не можеле да сторат ништо, само ја констатирале смртта. Биле направени и обиди за реанимација на самото место каде починало момчето, а и во Кавадаричката болница, но обидите биле безуспешни. Од полицијата дознаваме дека телото на момчето било предадено на обдукција, а резултатите од истата ќе треба да ги дадат одговорите за причината поради која ова младо момче посегнало по својот живот. Бидејќи се работи за самоубиство, институциите не соопштуваат повеќе детали за овој случај. Хуманитарна акција на питомците учесници на летниот кампус 2014. Питомците од летниот кампус 2014 кој се одржа во Центарот за обука Пепелиште армискиот полигон Криволак во координација со Црвениот крст на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Неготино, на Центарот за луѓе со пречки во развој порака му донираа еднодневна ужина и други подароци.
питомците кои учествуваат во овој кампус се откажаа од својата следовна ужина и истата ја донираа, покрај тоа донираа и голема количина на пластика собрана од полигонот Криволак, која одговорните на дневниот центар порака ќе ја предадат до надлежната фирма со која соработуваат за рециклирање на истата. Хуманост е дел од нашите активности. Трета година поред го посетуваме дневниот центар Порака Неготино за време траењето на летниот кампус. Учесниците од Македонија и останатите земји учеснички, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Турција и Германија, во соработка со Црвен крст Неготино ја реализираме оваа хуманитарна акција, која прерасна како традиционална активност на летниот кампус. Се донираат пластични шишиња за рециклирање, дневна ужина и дел од репрезентативниот материјал на Воената академија. Кој што кажав, хуманост е дел од нашите обврски. Применувајќи го принципот на директно учење низ искуството, оваа активност која е дел од цивилно-војната соработка инволвираше тим од 12 питомци од 7 држави, вклучувајќи ја Република Македонија како домаќин. Со оваа активност учесниците на летниот кампус на дело ја покажаа својата хуманост, а воедно и ја зајакнаа довербата кај местното население во војниот персонал, демонстрирајќи високо ниво на свесност на воената организација за реални потреби на заедницата. Визијата на овој проект е да се дизајнира платформа каде уште од почеток учесниците ќе научат како да соработуваат во мултинационална средина, да научат како да покажат почит еден кон друг, како да ги обединат нивните напори, да ја анулираат нивната слабост и да научат како да го почитуваат локалното население на теренот на кој ќе оперираат. Овој летен кампус 2014 е петти поред, а во него учествуваат учесници од Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Обединето кралство, Република Косово, САД, Турција, Црна Гора и Република Македонија како домаќин. На кампусот исто така има и учесници од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Европскиот универзитет, Факултетот за безбедност од Скопје, Меѓународниот славјански универзитет, како и Бизнис академијата Смиленски. Основци од Велес ги учат старите занаети, ткаење, грнчарство, столарија. Тоа се дел од занаетите со кои се запознаваат младите. Во тек се етноработилници кои се одржуваат во спомен куќите на Касапови, Васил Главинов и Кочо Рацин. Изучувањето на старите занаети го организира Сдруженијето на граѓани Разбој во соработка со локалната самоуправа Велес. 13-годишната Мартина ткаја на Разбој. Нејзините раце вешто ја спровираат со валката со јатокот низ основата на разбојот и го удираат брдото, додека уште повешто со нозете ги преместува нишките и прави заев. Вели дека работата не е тешка. Лесно е, но најпрво беше потешко, па во вида не научи се тоа да ткаем. Што имаш изработено до сега? Имам изработено шал, на раквици, ташничиња и други. Тајните на занаетот ги научи на етноработилниците кои ги организира Сдруженијето на граѓани Разбој во соработка со локалните власти. Ткаењето на Разбој го учи и 11-годишната Ангела. Ткајачкиот занает во спомен куќата на Касапови го учат уште 10 деца. Почетокот беше мате тешко, додека се свати, но потоа е многу лесно. Каде желбата за Разбој? Прв пат кога дојдов тука да го видам, навистина ми стана многу интересен. Потоа кога пробав, стварно видов дека е навистина убаво да се работи на Разбој. Изработуваме секакви белегзи, мартинки и плетаме. Освен ткајачка, во тек се уште 2 работилници за изучување на старите занаети. Во куќата на Васил Главинов се одржува столарска, а во спомен куќата на Рацин се изучува гранчарскиот занает. Според градоначалникот Славчо Чадиев, ваквите етноработилници ќе придонесат за запознавање на децата со старите занаети, но очекуваат дека некои од нив во иднина ќе продолжат и професионално да се занимаваат. Па секој ќе допринесе, ако ништо повеќе, да се запознаат младите генерации со старите занаети и овие занаети да ги пренесат нивните поколенија. Значи, ние можевме сега да видиме на Разбој како се искаени неколку елементи од дипли и се тоа оноа што го работат младите ученици. Тоа сигурно ќе остане во осеќавање и ќе продолжи понатаму да го пренесуваат оние нивните генерации, дел од нив ќе бидат инструктори и така натаму. Па јас би сакал некој да продолжи од нив професионално да ги изработува
да го работи она што го учи во овој момент. Знаете дека и постојат полека при факултетите и оддели за етноработилници, традиционална музика и така натаму. И јас очекувам дека некој од Велески поиднина дека работите. Од локалната самоуправа велат дека и воиднина ќе продолжат да ги поддржуваат овие етноработилници. За нивна реализација годинава општината одвои 150.000 денари. Пред 3 дена почнаа овие работилници. Мартина вели дека и по завршувањето на ткајачката работилница сака да продолжи да работи на разбој. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи, им порачаа денеска дечињата од детската градинка Праскичка на возачите од Росоман. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи. Денес на возачите во општина Росоман им порачаа децата од големата група при детската градинка Праскичка. Возете внимателно. Ние секојдневно поминуваме тука. Ние учиме самостојно да се грижиме за нашата безбедност во сообраќајот, но ве замолуваме и вие грижете се за нас со тоа што ќе управувате со вашето моторно возило внимателно. Почитувајте ги пропишаните правила и прописи, им порачаа на и младите на возачите кои беа застанати како дел од оваа превентивна акција. Денес ги повторивме претходно изучените правила за поминување на улица, значењата на светлата на семафорот, функцијата на знакот стоп, како и улогата на пешачките премини, ни рекоа воспитувачите од Праскичка, кои потенцираат дека со најмладите постојано се повторува сообраќајната едукација. Апелираме до вас да го почитувате ова за вашата и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, беа пораките кои пак преку едукативните флаери со правила и прописи во сообраќајот ги добија од дечињата возачите низ Росоман денеска. Акцијата беше дел од превентивните активности на СВР Велес, Оделение за превенција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци, реализирана во соработка со детската градинка Праскичка. Прва од ваков тип од кога функционира градинката, но од полицијата велат дека од сега и таа станува дел од институциите со кои активно ќе се работи. Денеска и утре градската библиотека Феткин Кавадарци е домакин на 41-то годишно собрание на Библиотекарското здружение на Македонија. Денеска и утре во Кавадарци во организација на библиотеката Феткин се одржува 41-то годишно собрание на Библиотекарското здружение на Македонија со тема Силни библиотеки, огледало на современото општество. На собранието присуствуваат околу 60 делегати, потврдува за КТВ директорката на Кавадаречката библиотека Трајанка Атанасова. Од неа дознаваме дека дел од учесниците ќе земат и активно учество со презентација на своји трудови на актуелната тема. Исто така на собранието свечено ќе биде доделена и наградата Климентова повелба за 2014 што годинава ја доби Анета Стефановска, библиотекар, советник во Народната установа Библиотека Свети Климент Охридски во Битола. Атанасова е презадоволна што и Кавадарци е домакин на годишното собрание. Вели дека во 2 дена библиотекарите од Македонија ќе имаат можност покрај да дискутираат на зададената тема да споделат искуства, идеи и планови за методи на создавање силни библиотеки. Вчера на градскиот плоштад во Неготино се одржа манифестацијата Баскерфест 2014. Караванот што носи среќа во соработка и организација со општина Неготино вчера на градскиот плоштад во Неготино представија неверојатна атракција. Посетителите на манифестацијата Баскерфест 2014 имаа можност да проследат извонредни настапи на професионални музичари, глумци, жонглери, комедијанти од голем број на земји. Организирањето на манифестацијата Баскерфест што се одржа синоќа на градскиот плоштад во Неготино е резултат на претходниот договор кој што беше склучен со градоначалникот на општина Неготино господин Одванчо Апостолов. Имено представници на Баскерфест го посетија градоначалникот и се понудија да организираат еден свој настап на градскиот плоштад во Неготино. Имајќи предвид дека е летен период и дека плоштадот е секојдневно, посебно во вечерните часови, исполнет,
градоначалникот прифати и така дојде до одржување на синочешната манифестација Баскерфест. Присутните кои ги имаше во завиден број имаа можност да проследат интересна програма во која учествуваа околу 30 уметници од повеќе држави во светот. Имаше настапи на жонглери, на музичари, на комедијанти, на сликари и се она што содржи еден уличен фестивал, манифестација која што е надалеку популарна во европските земји, па еве синоќа има можност да ја видат и граѓаните на општина Неготино. Од реакциите кои што имавме можност да ги забележиме, можеме да кажеме дека ова беше еден успешно спроведен настап, посебно воодушевени беа најмладите кои што со аплаузи ги наградија учесниците на овој настан. Баскерфест представува интернационален и мултикултурен уличен фестивал кој во многу држави представува културна манифестација која има за цел да внесе позитивна енергија кај присутните посетители. На крајот вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде променливо облачно, попладне наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, температурата до 27 степен, а УВ индексот 7. Со прогнозата за времето го завршуваме вечерашното издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.